Ова ми е пето доаѓање во Лјубљана во животот. Ние пристигнавме во Венеција. Ова тече денот во Трст. Направив уште еден мал шопинг. Беше преубаво, не очекував дека е толку убав градот. Еве го зајди сонцето позади. Здраво на сите и добродојдовте во ново видео. Одиме на ново патување со моето семејство затоа што брат ми дипломира во Словенија и ќе одиме сите да ја гледаме неговата презентација дипломска како и да е. И е одлична прилика за еден нов travel влог да речеме. Имам една голема дилема. Ја сега одам во вечер во Словенија, меѓутоа ќе одиме најверојатно во Италија додека сме веќе таму во тој дел. Потенцијално. Што му одам таму, ми требаат убави аутфити. Но, јас буквално наредниот ден, значи само што ќе стигнам назад во Скопје, наредниот ден, одам на крв, на мојот официјален летен одмор да речам. Ќе морам да направам еден куфр за ваму, еден куфр за таму. Тоа треба да одлучам денеска кој ја лешта за ваму, кој за таму. Добро утро, добро утро. Ние сме стигнати во Словенија. Стигнавме во Лјубљана, седнавме сега да ручаме, па ќе одиме во сместувањето. Одиме да шеткаме низ Лјубљана, не знам точно каде, веројатно некаде на пијачка во центарот. Многу близко сме сместени до самиот центар, така да ќе одиме пешки натаму. Ова ми е пето доаѓање во Лјубљана во животот во последниве 3 години. Така да знам доста места и веќе јасно ми е како функционира градот и се. Ми се допаѓа градот колку е чист, среден и како се е подред, меѓутоа мислам дека никогаш не би живеела тука. Кога се размислав каде да продолжам со студии, Лјубљана на почетокот беше една од опциите, но како се наближуваше времето за одлука, некако ја елиминирав со оглед на тоа што треба 10 часа со кола додека да се стигне тука. Среќа сега воведоа нели авионски линии, но пак не е толку достапно за разлика од Солун. Еве не шеткаме, тама што пројдовме низ самиот центар. Нешто нема многу желба за шетање, зашто не спиев баш најдобро. Од оваа улица позади мене, пред едно 2-3 години, со Бојар му зимавме на Андре мече, она што име како маскота на градот, символ на градот, тоа Лјубљана Драгон. И за мека се уште си го чува, пред некој ден му го видов во соба баш. И тука позади мене се наоѓа Лјубљански град. Тој има како замок на Ридче. Интересно е горе, има да си фрлите паричка за среќа, има ресторани, убав поглед на Лјубљана. Бојан и Андреј пак отишле по магнети и сувенири. Чекайте да видам кај се што прават. Андреј, ти текнува на Драги? Инаку Драги го има крстено. Кој? Па, Драгонот, што го имаш ти? Чекај, кој беше? Вакво. Ево. Вакво, зеленко. Вакво зеленко. Е, такво има дома, да. Андреј. Ајде. Сега тука ќе останеме цела вечер, драги мои. Ајде, господине. Еве не седиме покрај Лјубљаница. Дрештво, добро утро. Се спремив, се облаков и сега ќе одиме кај да е во Венеција. Имам едно кафенце на брзинка да испијам. Значи одиме во Венеција, ќе шеткаме таму денес. Потоа ќе одиме до еден шопинг мол, шопинг центар, аутлет мол, не знам точно што е од сите 3 работи. Да направиме еден летен шопинг. Имам многу работи што сакам да видам. Дали ќе ми се допаѓа да си купам, нешто што ми фали, нешто што чекав да дојдеме за да си купам. Потенцијално требаше да одиме за Трст, меѓутоа најверојатно тоа ќе оставиме за некој друг ден. Инаку во Лјубљана денес е многу ладно и врне. За TikTok ви снимив едно видео Get Ready With Me или испромете се за мене за во Венеција, така што одете да го видите и вратете се на влогот или изгледате го влогот, вратете се на одете на TikTok, како и да е. Изгледате го и видеото на TikTok и догледате го влогот секако. Ние пристигнавме во Венеција. Втор пат во животот доаѓам во Венеција. Првиот пат беше пред 3 години. Бевме на еден ден исто тогаш со Вондеркамп, да си ги поздравам Вондер. И искрено супер прошетавме, вака се што требаше да видам, а знаменитости видов тука. Но еве вака фамилиарно прв пат доаѓаме.
Првиот пат кога доаѓа во Венеција, дојдовме со брод на островот, а сега дојдовме преку мостот кој што е направен со кола. Има гужва не дека не, со оглед на тоа што е јули, меѓутоа очекував и повеќе луѓе да има, така да подносливо е. Одиме сега до Венчи, тоа е ланец што го има низ цела Италија за сладоледи. Го имам пробано сладоледот лани во Рим и многу ми се допадна, така што ќе ги однесам сега да го пробаат и тие. Мојот омилен вкус на сладолед е фстак и секогаш во било кое време зибам фстак и мислам дека никогаш нема да го заменам. И не го јадам само откако стана трендто на чоколадата Дубај чоклет, туку од секогаш премногу сум сакала фстак. Сите задоволни, им се допаѓа изборот, така да одлично. Луѓе, ние се вративме назад. Одам да се средам, не ми се смеј. Се вративме назад, немам искрено сила да ви снимам хол за тоа што купував. Може би ќе ви снимам утре, а може би ќе биде и TikTok видео, така да одгледате до крај за да видите дали ќе го видите тука или ќе одите на TikTok. Тоа е тоа за денешниот ден. Се гледаме утре со нови сили за тоа што сите сме преизморени. Дечки, добро утро. Ние само што тренавме за Трст. Стигнавме во Трст, се паркиравме, излеговме од гаражата, стигнавме до некаде и ми текна дека си го заборев микрофонот на седиште и јас се враќам сама. Одиме моментално кон центарот на Трст и во Трст бев лани исто така со Вондар, така што познат ми е и овој град. Многу ми се допаѓа, инаку тука би живеела, ова е еден од градовите каде што би можела да живеам и да функционирам. Прво затоа што е на море, секако. Второ, преубава ми архитектурата и не знам, има живот некако градот, баш ми дава нака вајб за живење. Може би ако имаме сили ќе застанеме полоцне до Пиран. Тоа е исто така град на море, дел од Словенија. Ова тече денот во Трст, направив уште еден мал шопинг. Ми се погоди келнерот да биде откочени, така што многу едноставно и брзо се снајдевме да нараѓавме. Лани тука дочекав за Дисонце и беше навистина магично. Ќе ви ставам некои слики да видите како изгледаше. Дечки, ние стигнавме во Пиран, односно надвор од Пиран сме, затоа што не смееме да се паркираме внатре никаде во градот. Сега да е пешачка зона и можете да влезете со кола само на 15 на минути. Пример, ако сте сместени во некој хотел да ставите работи или ако сте жител на градот. Ние не сме ни двете, така што моравме да се паркираме надвор од градчето. Пројдовме таму со колата, беше преубаво, не очекував дека е толку убав градот. Погледов моментално што го имаме неверојатен. Неам зборови, стварно ако рајот на земјата буквално.
Hello! Како сме денес? Скоро доаѓа зајди сонце, а ќе ни го снема сонцето. Направив една мала фотосесија сега за да ги задоволиме и другите социјални мрежи, да не биде само YouTube. Иако во последно време најинтересно ми е, најголемо задоволство имам кога снимам за YouTube. Еве го зајди сонцето позади, има некој облак и го крие, но нема врска, сепак е убаво. Пројдовме покрај Копер додека доаѓавме наваму и во Копер имам некои другарки што учеа со мене заедно во средно и тука заминаа на факултет. И драго ми е што пројдов така чисто да видам кај се. Да не ги мислам да знам дека се на добро и на убаво. Не, вистина Словенија е многу средена држава и се чувствувам многу сигурно кога шетам тука, не знам. Може би недостасува малку некоја нота на живот. Пример во Љубљана, малку да биде пожив градот, за да ги задоволи сите мои желби за тоа како сакам да изгледа мојот живот во некој град, но сепак во однос на безбедност, сигурност, чистота, ред, мислам дека нема конкуренција. Ово име како некоја плаштаче, е многу е симпатично, толку скоцкано, толку средено, многу ми се допаѓа. Многу ми се допаѓа архитектурата на овој град. Кафенце, коктелче и ќе одиме назад за Љубљана, иако не ни се трга. Преубаво ни е тука. Ние за жал заминуваме. Пробав барем малку да ви снимам како изгледаше нашиот апартман. Моментално го напуштаме и денес заминуваме назад за Скопје. Леле, ама има сонце. Добро, убаво. Одиме сега на факултетот кај брат ми. Таму бев еднаш пред 3 години, сега ќе ми биде втор пат. Многу интересна градбата на самиот факултет, ќе ви снимам. Честитки Бојан за дипломската, официјално дипломиран инженер по компјутерски науки, така нешто. Не е битно тоа. Брат ми официјално заврши факултет, така што успешно патување во Словенија. Пиевме сега на кафенце во центарот, одиме да јадеме и тргаме назад за Скопје. Светив дека прв пат доаѓам во Љубљана летно време. Цело време сум доаѓала во зима, кога е ладно и ја доживеав во искрено едно поубаво издание Љубљана сега овој пат. Баш е пријатно времето, не оди повеќе, не знам, на 30 степени не оди. Буквално Сабајлево било 13 степени, замислете во лето. Јас сум назад во Скопје. Се вративме вчера во 3,5 часот пополно и така нешто. Денеска денот ми беше турбулентен со ново спремање и други уврски. И моментално е 12 скоро. А за 5 часа тргам на наредното патување. Моментално се пакувам, имам уште нешто што треба да средам. Треба да го завршам овој влог, така што сигурно ќе ме фати барем 1-2 и не знам дали ми е паметно воопшто да спијам до 5 или само да продолжам со наредното патување да спијам утре. Не знам дали ќе издржам. Ќе видиме што ќе направам во секој случај. Фала ви што го изгледавте видеото до крај и се гледаме многу брзо во нареден влог кој што ќе биде од крв, како што ви најавив на самиот почеток. И тоа е тоа. Поздрав!